Во салата на основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани се одиграа зонските надпревари за учениците од основни училишта во кошарка во машка конкуренција, каде што играа екипите на основните училишта Свети Кирил и Методи Кочани, основно училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари и училиштето од Македонска Каменица. Најдобри како и досега се покажаа учениците на екипата од основното училиште Свети Кирил и Методи, совладувајќи екипата на Каменица со резултатот 70-24, а училиштето од Оризари со резултатот 50-17. Со тоа не само што се покажаа како одлични во општинските и зонските надпревари, туку продолжуваат со учество на меѓузонските надпревари, при што се надеваат и на пласман на државното првенство. Сега сезонските надпревари ние имаме цел да се пласираме и на републичко првенство. Мислам дека сме добро подготвени и дека можеме да оствариме нашата цел да се пласираме на републичко. Училишната спортска екипа на основното училиште Свети Кирил и Методи е единствена училишна спортска екипа која денес ќе обезбеди пласман после овие надпревари на меѓузонски надпревари. Целта полека остваруваме која договоривме со членовите, со учениците кои се членови на училишната спортска екипа, да се пласираме на републички надпревари. Ни останува уште еден степеник, тоа се меѓузонските надпревари. Согласно интересот на учениците, нивната заложба и редовноста на тренизите пати неделно, се надеваме дека ќе ја постигнеме целта која договоривме. Овој успех се должи на целиот колектив на ова училиште, заедно со сите наставници, а не повеќето на учениците кои одвојуваат од своето драгоцено време да тренираат и да ги покажуваат овие успеси. Инаку екипата на основното училиште Свети Кирил и Методи и досега беше најдобра во одиграните општински и зонски надпревари, при што е единствената училишна спортска екипа која обезбеди пласман за меѓузонски надпреварувања. Сега интензивно ќе се подготвуваат за меѓузонските надпревари и државното првенство.